првиот период беше ослободување на комунистички издриланите и тоталитарно задоените маси да полека попуштат пред тој злодух, нели, на комунизмот, и тоа пред се и најмногу преку хипизмот. Значи хипизмот, Битлси, Ролинг Стоунс и цела таа култура беше првиот и најоштар и најак, би рекол, смртоносен удар за комунизмот и идеологијата на комунизмот, зашто само 10 години потоа, значи веќе 70-тите години, толку навлезе таа идеологија на рок-н-ролот, да речеме, и на тој тип на интернационален, универзален, слободарски дух, што веќе комунизмот немаше никаква идеолошка сила. Ги изгуби младите генерации, зашто младите се свртеа кон рок-н-ролот и више, велам, веќе во крај на 70-тите сите тие класици на марксизмот изгледаа како некои хорор мумии или како некои зомби излезени од некои Б-продукција американски хорор филмови. Треба се свати дека во тие 80-ти години ние прв пат преку македонската радиотелевизија го откривме Андреја Дамјанов и ние откривме дека македонската архитектура не е анонимна. Дотоа што беше се анонимна. Почнавме да сваќаме дека постои континуитет. И потоа, преку Сојузот на архитектите, го откривме, влеговме прв пат како архитекти, како група архитекти во црквата Свети Пантелеймон, која е едно врвно архитектонско дело. Значи, почнавме да сваќаме дека ние не сме тие први што треба да направиме се. Дека сме сушност наследници кои многу од тоа заборавиле, и треба да се присетат кој пред нив нешто правил. Ние почнавме да откриваме дека не сме маргинална архитектура во рамките на југословенскиот систем. Која е па маргинална архитектура во рамките на европскиот систем? Туку одеднаш почнавме да се поврзуваме со археологија. И оттаму почнавме Скопје веќе да не го дефинираме како старо Скопје, офицерски дом. Него го баравме вистинското старо Скопје во Гаврлево. Ние отидовме кај археологот Милош Билбија, кој околу 20 години држеше еден уникатен печат во својата фиока и не го вадеше во витрина. Не сваќајќи му ја вредност. Тој со зборови знаеше да каже колку е старо, меѓутоа во неговата свест за реобразовниот систем не сваќаше дека тоа е еден предмет, примерок што не го има на друго место во светот. У Македонија се случи еден друг тип на културна, да речеме, револуција во музиката, а тоа беше тоа навраќање, да речеме, на едно време, еден чуден тип на анахронизам, кој се навраќаше на некои традиции како што е средновековието.
Но тоа успешно го правеше, мислам. Например, Анастасија, Падот на Византија, ви ги спомнал тие бендови. Мизар, да речеме, Архангел и така. Значи, една чудна тивка духовна револуција во македонската култура, пред се во музиката и во сликарството, може би, пред тоа, но не на толкави нивоа и така спектакуларно како во музиката. Инаку, толкава беше таа помама, нели, што се случи негде во 80-тите, на почеток на 80-тите, во нашата бивша држава, што тоа беше више крај на идеолошкиот дел од комунизмот. Дефинитивно тој само функционираше како една, да речеме, прагматична матрица, нели, на ниво на системот и на ниво на елитите. И веднаш се почувствува некоја креативна свежина, но од друга страна па тогаш почна, да речеме, една десолуција на системот, економски кризи, нели, почна пар непар за бензин, рестрикции за струја. Едно време кое, значи, веќе најавуваше дека тој систем социјалистички самоуправен не функционира. Дозволете вечерва да ви честитам на вас сите и на сите граѓани и граѓанки на Македонија. Слободна, суверена и самостојна Македонија. Ние тука добро постапивме, сходно на нашата трпеливост и мудрост. Или, да речеме, нашиот опортунизам, да со меки средства ја обезбедиме нашата веќе историски сонувана држава. И во тоа се успеа, но, да речеме, со одредени последици, така, името, знамето и така, да не збориме за тоа. Од една страна може да се каже дека тоа бил причина за тоа е големиот страф на тогашната политичка елита. Може би она не сакала намерно тоа да го направи, но тој огромен страф да не се пресели војната во Македонија и да не се десат 200-300 илјади жртви, може би тоа било. Но од денешна перспектива гледаме дека тоа е едно алиби, така, дека едноставно они се уплашиле врз база на блеф на моќниот. И сега што се случи? Се случи тоа да ние се вратиме во рамките на таа култура што е наша, па почнавме да откриваме дека Јустинијан е од Скопје. Кој не го споменувал? Значи, баш кај што откривме дека Јустинијан е талентиран архитект. Па откривме дека Свети Климент е архитект, бидејќи негов е планот за црквата Свети Пантелеимон. И тоа е едно уникатно решение кое после него почнува да се применува во православната и другата христијанска архитектура. Значи, одеднаш ние почнуваме да сваќаме кои биле нашите претходници. Дека не се тие некои по професија предавници, како што беа порано дефинирани, туку дека се монументални личности без кои не може да се замисли светската цивилизација и култура. Скопје има микроклима, изгорето кочан зима, градски зиди, голи брда, сино небо, земја тврда. Мате Вардар брзо тече, тајни носи време влече, Скопје прави пати стани,
Има 9 луди рани. Веќе градот станува главен град на држава, значи не е тој веќе град на република од републичко знаење, сега веќе добива веќе третман државен и каков таков веќе Скопје мораше некако да се има друг пристап и урбанистички и архитектонско-градителски, да има еден сосем нов пристап во оформување, во обличување. Значи, градот као град треба да добие една државност, град треба да добие една сериозност во својата урбанистичка концепција. Тоа е веќе една метропола, градска метропола, би кажала и една светска метропола, која што треба да се носи со сите светски метрополи. Посмели се, тебе ли гајле, да мигни ми, ајде на здравје, Кога се случи промената на општество, на политичкиот систем и од до државен социјализам, еднопартиски, преминавме во повеќе партиска парламентарна демократија со капиталистички економски систем, либерално-капиталистички, практично. Немаше институција во Републиката која беше спремна тоа да го инсталира, да го операционализира, да го вгради во секојдневицата, така да дури не само што немаше институција, туку скоро да немаше поединец кој беше во состојба да таа промена ја направи онолку брзо колку што номинално таа промена беше изведена низ промена на устав и промена на основните системски закони. Значи, ние за само 2-3 години ги сменивме боите, направивме собственичка трансформација од невидени размери, направивме промена на државен систем кој што имаше реперкусии апсолутно во сите пори на животот. После 90-та година веќе државата не успеа да обезбеди институционална заштита на јавниот интерес. Сега влезе приватната собственост, стана темелна вредност на уставниот систем. Во темелните вредности останаа сите јавни интереси, само што веќе државата не знаеше како се штити. Изгледаше дека секоја институција која го штити јавниот интерес е уствари анахрона и е во врска со социјалистичката претходна напуштена држава и државно уредување. Така да тоа се искористи да практично целиот државен апарат се корумпира. посмели се, тебе ли гајле, да мигни ми, ајде на здравје, Од осамостојувањето на Македонија па наваму, ние го умножуваме веројатно со помалку или повеќе нагласена политичка потреба или природа, ние го умножуваме незнаењето за тоа како се исчитува логичниот развој на структурата на градот и како се препознава неговата внатрешна, поетична, просторна, запишана меморија. Постепено забораваме и на конвенциите кои значат можност за обсежна стручна расправа, а влегуваме во слободни интерпретации на теми кои што излегуваат надвор од можноста да влијаат на некакво квалитетно одлучување за природата на архитектурата на градот и уште помалку за природата на градскиот простор. Малку имаме јавни објекти кои што се направени за 20 години во Македонија. Како нови. Од тука не можам да зборувам за изразот на јазикот со кој што се соопштуваат
архитектонски се прават таквите објекти. Она што се некаков дел од јавен објект, а да не е производство, тоа се овие нови објекти, административните делови од новите, како се вели, индустријски објекти од помаливе, да речем, приватни собственици. Лозарска фирма прави нешто, прави хотелско сместување и прави своја административна зграда. Тие се скромни, разни бензински пумпи, разни сервисни станици од тој вид. Значи, големината на инвестиционите улагања во јавните објекти, освен она што се случува, па дури и локалната самоуправа не може да се пофали дека колку таму имаме општини, 80-тина, дека сите имаат нови згради. Архитектонската и урбаната продукција е загрозена најмалку заради две причини. И тие се следните. Прва е, како и сите постсоцијалистички земји, и нашата не успеа да изнајде механизми, односно соодветни правни регулаторни механизми, со кои што ќе може да ја контролира експлозијата на приватниот капитал, односно неговото влијание во физичкиот простор. Вториот аспект кој е повеќе комплексен, тоа е желбата за практично во ново поставениот политички и социоекономски контекст. Тоа е едно природно, би рекол можеби само романтично одбивање на вредностите, односно на придобивките кои ги донесе со себе социјалистичкиот период, односно современата односно модерната архитектура која што произлегуваше од него. Сега за мене, како некој што се занимава со оваа проблематика, секој пат биле интересни практично индивидуалните подвизи на поединци кои што практично кои што ги генерираат промените од долу кон горе и кои што воспоставуваат, ако може така да се каже, еден образец на однесување, кој што од индивидуално ниво потоа често пати се трансформира некаков, речиси, општествен модел на однесување. Физички простори на кои што ова што го кажав претходно може да биде подобро објаснето, се повеќе семејните стамбени згради во повеќе населби во Скопје, градени во 60-тите и 70-тите години, кои што во последните 20 години преживуваат, односно претрпуваат трансформации кои што се главно во некаква индивидуална режија. И тука станува збор за оној познат феномен на доградување, надградување, поградување, предградување на стамбениот простор. Транзицијата ќе ја видите по тоа што се гради по правило таму каде што е забрането. Најголемите градби што ги изградија беа градби каде што според закон и според планот беше невозможно тоа да се прави. На територијата на јужната граница на градот, кон падините на Водно, каде што традиционално имаше прво викендички на богатите скопјани, потоа се направија фини индивидуални резиденцијални населби, па се направија од социјалистичката држава во самиот тој лимес помеѓу парк шумата и населбите на градот, се направија некои медицински, угостителски, хотелски, значи пред се јавни институции кои што треба да црпат предност од близината со Водно, но воедно и да на градот и на гостите на градот и на жителите на градот им даваат услуга, нели, со својата позиција. Сега се тие изрушени и спротивно на план, спротивно на закон, изградени се апартмански згради со густина, интензитет, коефициент на градење, процент на изграденост, спратност, 6, 7, 8 спрата во парк шума горе во Водно.
на местото на Скала, на местото на Олимписко село, на местото на Панорама. Od ova nebo železno, gdje se prestoriš vo selište, to i bez slov, gdje budeš mrtva bez da doznaš. Od ova nebo železno, nikoga što nema da se sretneme, ja su ono što nikogaš nema da zaspije, ja samo čekaj odovde, čeka Božica da me odvede. Имам пораснато во едно Скопје кое е многу различно од Скопје кое денес го живееме. Ова го кажувам повеќе во негативна смисла отколку во позитивна. Не знам, можеби јас сум малце носталгична за некое друго Скопје, но ние бевме 3 деца во фамилија, живеевме во Капиштец, и тогаш најповеќе на она што се сеќавам се на зелените предели во Скопје. Значи, се сеќавам дека секоја сабота беше тоа неизоставно да одиме на водно и да играме жмурки, татко ми да не бара и да трчаме по водно. Се сеќавам на оној прекрасен во Капиштец целата леада на зелени дрва, каде што како деца поминувавме многу време. Се сеќавам на паркот каде што татко ми и мајка ми не праќа еднаш неделно да цртаме, да седнеме и врби или дрва да цртаме во паркот. На многу работи кои на жалост денеска на едно безгрижно Скопје, на Скопје каде што од Сабајле ки искочиш и твоите не се секираат дали по улица одат мерцедеси, големи джипови, дали некој ќе на Скопје каде што имаше тротоари. Она што е денеска Скопје, Скопје без тротоари, Скопје на коли. Тоа беше еден период на тотална некреативност во колективистички смисол. Значи, 10 на 15 години скоро ништо да не се случи. Првите случаи беа, да бидеме фер кон сето тоа, првиот некој ветрец на некаква свежина беше низ ликот на господинот Пенов, која направи Водњанска и неколку булевари, така, и скромни почетоци калето, но тука, значи, прво некое намигнување дека нешто може да се случува со градот. И потоа, нормално, кога 98 година дојде ВМРО-то на власт, се десија првите покрупни промени. Значи, тоа беше крстот на водно, Куршумлија, праењето на Чифте Амам, мала станица, значи неколку проекти кои колку толку го подигнаа нивото на градежништво, на творештво, на колективистички ниво. Македонија во минатото била провинција на Османлиското царство и дека никој не сакал да инвестира во неа. И затоа не се граделе ни големи ни мали споменици. Подоцна откако османлиите заминале, дошле други окупатори, па дошол социјализмот и практично секогаш таа била на маргините. Нашата денешна метропола Скопје секогаш била на маргините на некои владетели, кои што не ги интересирало да инвестираат тука, туку се инвестирале во нивните главни градови. И дека фактот што 200 години наназад свесно се пропуштало да се гради тука, затоа што не им било важно Скопје, а денеска тоа е метропола на сите граѓани на Македонија, ние тоа треба да го смениме и да изградиме барем дел од тоа што може би требало некогаш да се гради, но не се изградило, сега да го изградиме. Сега имаме своја држава. Ние сега треба да направиме чекори метрополата да заличи на метропола, а не вечно да живееме со мислата дека бидејќи цело време сме биле под робство и не се изградило ништо убаво и ништо значено, сега, иако сме метропола, главен град на независна држава, ние треба така си продолжиме.